Откако во 2009 година беше избран за градоначалник на Кочани, Радко Димитровски спроведе постапки за ново знаме и нов грб на општината наместо наследените од социјалистичкиот период. Неколку години подоцна беа именувани нови улици, но истовремено и некои старо именувани добија нови имиња. Паралелно на објекти во градот на Орезот, како огради на мостови, украсни мовчиња, огради на училишни фасади, почна да доминира црвено-жолтата боја. За едни тие беа ВМРО-вски, за други боите на македонското знаме. Знамињата се поставија на високи јарболи, што значеше обележување на територијата на Република Македонија. По промената на власта во јавноста започна да се поставуваат прашања дали символите ќе се менуваат и дали улиците ќе си ги добијат старите имиња. Особено тие што асоцираат на партицизам, каков што е случајот со условно комунјарската Јосип Броз Тито наспроти комитската ВМРО во центарот на градот. Телевизија Кочани денеска ги праша граѓаните што размислуваат на оваа тема. Мислам дека првиот беше подобро. Промени на секој 4 години ако правиме и на улици, и на мостове, и на не знам што, џабе. Не е тоа уредно. Само време се губи, тај на тај, овај на тај. Не уредно. По мое. Тоа е моје мислење. Ги прашавме и за улиците покрај Кочанска река. Овале, да, оваа е се ВМРО. Беше маршал Тито, да. Та добро ја возо, шо фали? Ова улица порано беше маршал Тито, сега ВМРО. Па порано нека биде трето. Треба да остане маршал Тито. Старото име да се врати. Старото име. Нема врска со ВМРО оваа улица. Кој си остане? Селе ќе менјаме, на 4 години ќе менјаме, улици ќе менјаме, друго ќе менјаме, трето па 4 години па ќе менјаме. Ова веројатно се споредни теми во однос на стандардот на вработените, платите, пензиите, сиромаштијата, тешката живеачка и силувањето на младите, ама сигурно не е небитна бидејќи ваквите прашања можат да разделуваат наместо да сплотуваат.